Па мислам дека секој човек чувствува страв. Некој помалку, некој повеќе. А конкретно до што вие чувствувате? Па, не знам, тоа не може да се објасни. Некој пат се чувствува и непотребно страв, не? Без потреба. За децата. Вие страв за овие златни предмети? Да. Е работа, само страв постои да не се случи да ни се украде нешто. Рековте дека кај секој човек постои одреден страв. Да. Ве молам, што мислите, дали стравот е користен кај човек? Па, во некои случаи сигурно е корисен. Овој пат би се задржале на две исто така карактеристични обележија на стравот, кои се јавуваат како перманентна тегоба во секидневното живење на човекот. Ке изнесеме два карактеристична случаја, но да напоменеме веднаш дека овие потешкотии имаат безброј видови и облици. Можне често подсвесните желби на човекот побаруваат одредена реализација, но тие се среќаваат со отпорот на свесното кај личноста, која што не може да го прифати во своето реално постоење, било заради општествените норми или од доменот на интимната сфера. Тука се вмешуваат повеќе фактори. Едниот од нив е воспитанието или религиозниот момент, понатаму врзаноста за одредени морално-етички и општествени обврски и така натаму. Во овие случаи подсвесните механизми се ангажираат и преку символиката навоѓаат начин да направат известна психолошка и емотивна компензација, што доведува до привидно олеснување, но тоа е само времено. Постои сила која може да ме спречи по 2 до 3 пати на ден да не одам кај стариот свештеник со едно единствено прашање. Дали бев умно здрава кога се омажив? Ни кажа пациентката при првата средба. Откако ќе добила позитивен одговор, таа се смирувала, но не за долго. По неколку часа еден чуден немир повторно ќе ме обземеше и јас пак итав кај свештеникот. Тој не венча и тој најдобро знае дали тогаш бев умно здрава. Сигурно ќе може да ни кажете од кога и како започна вашите потешкотии. Овој страв се јави пред 2 години. Најпрвен ретко. Па успевав да ја совладам побудата. Но отпосле зачести почнав да го посетувам свештеникот. Потоа го откривме периодот кога започнал стравот. Всушност,
тоа е периодот на мажечката и на втората керка, кога жената останала сама со својот сопруг. Знаете, ние сме 24 години заедно, а всушност оддалечени со ридови долини. Тој не е лош човек, но за него се уште завршува со материјалното згрижување на семејството. Никаква топлина, нежност. Јас како жена му пружев се. А тоа како да не го интересираше. Како сето тоа да му беше здодевно. Јас бев предмет, набавен како и сите други предмети во куќата. За што се работи во овој случај? И зашто оваа жена доживува страв при помислата дека била умно нездрава кога стапувала во бракот? Одговорот е едноставен. Жената што дојде во нашата ординација и припаѓа на католичката вероисповест, а познато е дека католичката религија не дозволува разведување на бракот. Тоа е првата компонента на проблемот. Втората компонента е од социјален карактер. Останувајќи сама, таа останува екзистенционално незгрижена. И трето, останувајќи сама, таа нема каде да ги вложи своите емоции. Што значи дека пред нас имаме случај на една жена која е распната на своето собствено тројство без изгледи на било каква перспектива. Нејзе и се наметнува прашањето за умно расстройство при стапување во брак, затоа што од секогаш подсвесно сакала да се ослободи од него. Меѓутоа се појавува непремостлива потешкотија, а тоа е религиозната забрана. Меѓутоа, ако се утврди дека таа била умно болна при стапување во бракот, тогаш сите брачни обврски остануваат неважечки. Останува отворено прашањето колку можеме да ја помогнеме на оваа жена во решавање на нејзиниот проблем. Пациентката ни кажа за својот проблем, а тоа е стравот кој доведува до губење на гласот. Дури во оваа трета сеанса таа започна да зборува и се чини дека не доведе до корењата на стравот. Од изнесените сеќавања ќе се задржиме на настанот од детството како најиндикативен за раѓањето на стравот. Овој настан е сврзан со нејзиниот 6-ти роден ден.
мајка ми дека гостинот е виновен за тоа што го истори послужавникот. Мајка ми ме натепа и ме отера в кревет без да ги изгаснам свеќите и без да добијам парче од мојата роденденска торта. Ноќта мина во плачење. Меѓу другото, тој гостин во отсуство на татко ми ја посетуваше мајка ме и јас сето тоа го знаем. Понатаму, пациентката ни кажа дека честопати се случува кога двајца се караат да го изгуби гласот, но по неколку дена се било вред. Веќе не беше тешко да ги поврземе незините сегашни тешкоти со случката од детството. Тоа силно се зацртало во незината подсвест, та ни годините, нити искуството успеале да го избрише тоа. Кога двајца се караат, таа е во ситуација да биде сведок. А ако биде во ситуација на сведок, таа би можела и да излаже. Тоа со себе носи силен страв да не биде казнета, да не биде казнета така силно, како што беше казнета на нејзиниот 6-ти роден ден. За да не дојде до тоа, подсвестните механизми пронаоѓаат начин со губењето на гласот да ја избегнат болната ситуација, а при тоа сепак да биде прифатлива како за личноста, така и за социјалната средина. Имено, таа не одбива, но не може да биде сведок. Долго би можеле да зборуваме за најразличните видови на стравот кој се јавува кај човекот и за неговите чудни содржини. Но веднаш да напоменеме дека не секогаш сме во состојба да ги откриеме вистинските причини. Тоа иде отаму што кај извесен број на луѓе постојат и ирационални мотиви. Би изделе неколку најчести видови на страв со кои се среќаваме во клиничката пракса, а агорафобијата е една од нив. Агорафобијата е страв од излегување сам. Друг вид на страв со кој често пати се среќаваме, тоа е страв од височина. Така, например, се сеќавам на еден случај кога човекот мораше да си го промени работното место само заради тоа што канцеларијата се навоѓаше на 4-тиот спрат. Мизофобијата, тоа е страв од зараза. Тоа е страв што на посебен начин го измачува човекот. Најчесто започнува со почести миење на рацете, а потоа прерастува во вистински ритуал. Во таква ситуација, болните мора да ги мијат рацете по 20, па и 30 пати на ден, користејќи ги најсилните детерџенти. Се сеќавам на еден случај кога една жена дојде да побара помош за својот страв, затоа што секој ден, токму во 6 часот напладне, таа морала да ги соблече алиштата што ги носела преку денот, да ги испере, а и самата да се избања. Кога дојде во ординацијата, таа беше во таква состојба да не можеше да го одложи својот ритуал на миење и бањање, макар и за неколку минути.
би можеле да зборуваме и за така наречените поблаги форми на страв или секидневни дози на страв. Тоа е стравот од инсекти и животни, стравот од болести, посебно од ракот, за кое велиме карцинофобија, а исто така, нели, страв и од самото непостоење, смртта. На сето ова се наметнува едно прашање. Дали секој страв, секој болен страв, што ги надминува рамките и потребите на конкретната ситуација, е патолошки до таа мера да треба да се лекува? На ова би одговориле кратко не. Зашто болен страв е оној кој го лимитира нормалното живење на личноста, го кочи нејзиниот развој и на некој начин му ја атакува екзистенцијата. Овие, како што ги нарековме, секојдневни дози на страв, понекогаш може да послужат како основа врз која ќе се надгради едно ново чувство на страв, кое ќе поприми нови димензии, а чија символика ќе го однесе болниот или човекот далеку од случката што така многу потсеќа на непријатното. Се сеќавам на еден случај на една жена, мажена со 4 деца, која со години се изморува со чувството на страв од пајаци. Особено во времето кога пајаците се размножуваат, таа не смее да приде кон ниедно место во куќата каде што би можела да се соочи со пајак. Заради тоа, таа ги праќа децата и својот маж да ги проверат тие места, да ги проверат ќушињата и долапите, за да може да ја сврши својата домашна работа. Од нејзините кажувања дознавме дека на 8-годишна возраст, додека лежела во тревата во дворот на својата куќа, одеднаш почувствувала како нешто и лази по десниот образ кон устата. Посегнала со раката и токму врз усните го фатила инсектот, заправо го фатила пајакот. Од тој момент таа започнала да се плаши од пајаци, но после неколку месеца тоа сосема избледнало и таа заборавила на случката. Повторно, стравот од пајаци станал актуелен после една непријатна случка која и се случила на 13 годишна возраст. Имено, еден од подалечните роднини се обидел да ја силува. Веднага потоа, таа започнала повторно да се плаши од пајаци, а овој страв достигнувал степен до или на паника. Ако ги поврземе овие две случки, едната што се случила на 8 годишна возраст, а втората на 13-тата, и ако се потрудиме да ја разбереме символиката на стравот, тогаш ќе видиме дека лазењето на пајакот така многу на некој начин потсеќа на сексуалната интима. А токму тоа, оваа болна, сака така силно да го заборави. Со други зборови, не случајно пајакот станува објект на стравот. Како што рековме, зад секоја фобија се сокриваат актуелности за човекот, судири во самиот него, помеѓу желбите, потребите и забраните што произлегуваат од страна на неговите социјални структури. Да го посочиме примерот што ни го дава Сигмунд Фройд, примерот на малиот Ханц. Неколкугодишно дете чувствува несовладлив страв
од секоја средба со конј. Си го поставуваме прашањето зошто малиот Ханс доживува таков страв од конјот. Во текот на анализата се дошло до вистината, а тоа е дека Ханс всушност се плаши од својот татко. Но тој го префрлува стравот на конјот затоа што поедноставно или помалку страшно е да се плаши од животно отколку од авторитетот на својот татко. Така и кај возрастните не е редок случајот да се плашиме од ветер кој што воопште не е опасен или од височината на столбиштата кои што се физички сосема здрави и така натаму. А сега со неколку збора би се задржале на тоа како може да си помогнеме за да го победиме стравот. Ние видовме дека неретко корењата на стравот ги навоѓаме во детството. Та токму и заради тоа треба да се обрне поголемо внимание на правилниот психофизички развој на детето. На детето треба да му се обезбеди топлина, љубов, а со примерите да створи еден здрав однос кон ситуацијата што створува страв. Сигурно дека многу важно е да детето биде психофизички зрело да се соочи со стравот. Така, например, вообичајно е храбрите татковци да ги фрлаат своите мали преплашени деца во вода, спремајки се да станат пливачи кои нема да доживуваат страв. Но тие при тоа забораваат дека на веќе постоеќиот страв од водата, кај детето се наколемува и едно ново чувство на несигурност од сознанието дека и родителските раце може да отфрлат, дека и тие носат со себе несигурност и бол. Кај возрастните луѓе кои преживеале страв, би препорачале што понапред да се вратат во ситуацијата на стравот, отпрвин со придружник, а потоа сами. Онаму, каде што стравот цврсто се вкоренил и каде што го прати човекот како една непријатна психолошка сенка, случајот е веќе малку посериозен. Ако предпоставиме дека повеќето видови на страв настануваат по пат на учење, тогаш тоа истото подлегнува и на одучување. Како прво, ние би предложиле сеанси на психофизичка релаксација. Тоа се постигнува на тој начин што во лежачка положба и пријатна атмосфера се релаксира телото до максимум, а при тоа дишењето е ритмично и без напор. Откако ќе се увежба и постигне потполна релаксација, тогаш се ствара слика во мислите која го предизвикува стравот. Откако оваа ситуација ќе престане да не возбудува, тогаш излегуваме или би требало да излеземе надвор и да ја доживееме истата ситуација во реалност. Веднаш да напоменеме дека тоа не е едноставно и бара изузетен напор и истрпление. За оние кои боледуваат од агорафобија, би препорачиле да започнат со кратки прошетки со придружник, а потоа прошетките да ги пролонгираат и да ги прават подолги и полека да се ослободуваат од придружникот. Понекогаш избегнувањето на турканиците е препорачливо, а количката за пазар често пати влева доволно храброст да се победи стравот. Вниманието би требало да се сврти кон околината, било да ги броиме чекорите или да го обрнеме своето внимание
кон излазите. Ако целиот наш вложен труд и напор не успее да го победи стравот, тогаш препорачуваме да се консултира невропсихијатар, кој ќе одреди соодветна терапија зависно од врстата на невротичното оболување. Доскоро овие заболувања представуваа посебен терапеутски проблем, но денес модерната психијатрија располага со такви методи на терапија да не само обеќава подобрување, туку и наполно излекување.